Инсеминацијата е техника која што се користи кај пациенти кои имаат намален број на сперматозоиди. Прво кај пациентката се установува дали е во ред незината овулација, дали е редовна овулацијата и денот кога ќе биде незината овулација се изведува самата инсеминација. За да се случи тоа, пред тоа партнерот треба да направи испитување спермограм, каде што ќе се увиди дека бројот на сперматозоидите е намален. Значи, дека подвижноста на сперматозоидите е во ред, нивниот изглед и морфологија е во ред, меѓутоа бројот е намален. Во тој случај, партнерот остава материјал на денот на инсеминацијата, материјалот од страна на ембриолозите се обработува со посебен медиум и подоцна се изолираат само подвижните сперматозоиди за да со тенок лесен катетер се вбризгаат во матката на пациентката. Инсеминација е неинвазивна техника со која што материјалот од партнерот се обработува и се вбризгува во матката на пациентката. Инсеминацијата се препорачува кај парови каде што машкиот фактор се среќава со намален број на сперматозоиди, односно намалена концентрација на сперматозоиди. Материјалот од партнерот се обработува, се изолираат само подвижните сперматозоиди за време траење од 2 часа и потоа со тенок и лесен катетер се вметнува материјалот во матката на пациентката која што во моментот е во овулација. Инсеминацијата се препорачува доколку пациентката има редовна овулација, доколку незините туби се проодни, со цел да може сперматозоидите да стигнат до јајната клетка, се препорачуваат максимум до 4 инсеминации, со тоа што подоцна доколку има неуспех се преминува кон техниките на инвитро оплодување.